Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: Полошките општини бараат зимскиот распуст да трае 2 месеца, за да се штеди струја и пари. На денешната седница на Советот на Брвеница се дебатираше како да се заштеди електрична енергија. Три лица тешко повредени во 3 одделни сообраќајни несреќи. Одржана седница на Советот за развој на Полошки плански регион. Градоначалниците бараат двомесечен зимски распуст за учениците. На дневен ред се најдоа и точки за управување со отпад, деponии и бездомни куќиња. За да се заштеди електрична енергија, но и пари, општините од Полошкиот регион со барање до Министерството за образование и наука зимскиот распуст во оваа учебна година да трае 2 месеца. Освен тоа, на седницата на Советот за развој на Полошки плански регион беше презентиран и проект на словенечка компанија за управување со отпад. Значи имаме конкретен проект, инвеститор кој сака да влезе во делот на менаџирањето на отпадот и денеска пред општините, членовите на планскиот регион ќе го презентира проектот за да дискутираме понатаму во делот на следните чекори. Друга важна точка која ќе биде дискутирана денеска се однесува на куќињата скитници, проект кој регионален предходно требаше да се реализира во општина Брвеница, но ради тоа што во општина Брвеница имаше некои недоречености и се повлече одобрението. Сега најдовме, благодарение на градоначалникот на општина Врапчиште, ни обезбеди друга локација. Денеска треба да донесеме одлука за да продолжи проектот. И трета од поважните точки е прашањето во делот на енергетската криза, односно економската криза, која ја очекуваме да биде поголема, особено во зимскиот период. Ќе дискутираме за идејата на градоначалникот на општина Гостивар, господин Таравари, во делот на организирање на школската година. Нашата идеја како општина Гостивар, која што дадовме, ако не се лажам, пред 2-3 недели е, бидејќи сметките за електрична енергија ни доаѓаат 3-4 пати поскапи од колку минатата година. Одлучивме како идеја да ја дадеме зимскиот распуст на децата да трае 2 месеци, тоа декември и јануари, или јануари и февруари, така да децата потоа преку лето да имаат пократок распуст, што значи да учебната година да трае до 30 јуни и да почнат 15 август со новата учебна година. Или друго алтернативно решение, евентуално 3 месеци, декември, јануари, февруари, да се користат наставата онлайн. Ние веќе сме дигитализирани горе-долу, имаме добри искуства во периодот на пандемијата и зошто да не повторно за заштедување на електрична енергија да се одржи наставата онлайн. Меѓутоа, за тоа нормално ни треба поддршка од Министерството и од ЗЕЛС. Немаме до сега одговор, иако се испратени официјални писма и до ЗЕЛС и до Министерството за образование. Како и да е, денеска тоа ќе го дискутираме во Полошкиот плански регион. Евентуално ако имаме поддршка, иако неофицијална поддршка имаме и од повеќе градоначалници кои што ми се јавија и мислат дека идејата е коректна и треба да се разгледа и заеднички на крај да се одлучи. Доколку Министерството одлучи поинаку, немаме друга опција, ќе мораме да тераме вака и да продолжиме вака. Парадокс и нонсенс е општините за училиштата да плаќаат индустријска струја и општините, бидејќи се работи за јавни предпријатија со општествен интерес и не е логично да плаќаме таква скапа тарифа. И тоа би требало да се разгледа. Истото е испратено, ви велам, и до Министерството и до ЗЕЛС. Се надевам да имаме позитивен одговор, барем понатаму да плаќаме тарифа како што е за домаќинство. Инаку денешната седница на Советот за развој на Полошкиот плански регион се одржа во просториите на општина Желино.
Денес советниците на општина Брвеница ја одржаа 13-тата седница на Советот. Председателот на Советот Бујамин Рушити во изјава се осврна на поважните точки на дневниот ред. Советниците на општина Брвеница денеска ја одржаа 13-тата седница. На дневниот ред, кој овој пат беше пократок од вообичаено, се најдоа вкупно 8 точки. Председателот на Советот на општина Брвеница, Бујамин Рушити, во изјава се осврна на најважните теми за кои се дискутирало и одлучувало на денешната седница. Имаме неколку одлуки и дополнување на одлуки што се однесуваат во делот на енергетската криза, така што ние некои ингеренции што беа до сега во општината ги доделувавме на јавното претпријатие Вардар, така што сметаме дека и јавното претпријатие Вардар ќе има повеќе ингеренции за работа во нашата општина, а и како општина ќе имаме послободени пристапи кон одлуките што ќе ги носиме во иднина. Исто така ние денеска имавме и барања од спортските клубови, значи Вардар од Брвеница, Руфеја од Милетино и Беса од село Челопек, на кои ќе им излеземе на сусрет, бидејќи нашата општина секогаш се држала кон спортот и спортските клубови, така да спортските клубови, освен што ќе имаат помош од општината, ќе имаат и автобус на користење за своите гледачи, за своите фудбалери, за да ги носат во спортските игралишта. Сметаме дека и во иднина ќе имаме пристап и ќе овозможуваме барањата на граѓаните да пристигнуваат. Исто така имаме пристигнување и од група на граѓани и од учители од Гургуница за помош која им е потребна поради што се во местата кои потешко се пристигнуваат во сообраќајот и ние одлучивме на сите овие категории на луѓе на кои им е потребна помош од општината да им излеземе во сусрет. Меѓу другите точки на дневниот ред се најде и разгледувањето и усвојувањето на годишната програма за работа на детската градинка Сонце Диели во село Брвеница. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска денеска изјави дека доколку градинките работат домаќински, ќе имаат средства добро да ја менаџираат зимската сезона. Основачи на градинките се општините, односно советите. Цената ја утврдуваат советот со одлука на советот на општината. Дали ќе има корекции, ќе ги прашате општините кои што се надлежни за утврдување на цената. Дали ќе имаат мазут или огрев. Градинките плаќаат електрична енергија, како и домакинствата, не плаќаат како останатите правни субјекти, значи не плаќаат индустријска струја, туку плаќаат струја како и останатите домакинства. Обврската на Министерство за труд и социјална политика е да обезбедува блок дотации за платите на сите вработени во градинките и дел за материјалните трошоци. Останатите обврски се обврски на основачот, односно на општината. Општината е таа која што треба да се грижи за трошоците, а дополнително градинката си има и сопствена сметка од средствата кои што ги оплаќаат родителите за децата во градинката, така да со едно домаќинско работење, мислам дека ќе имаат пари за да изменаџираат добро во текот на зимската сезона. По жестока кавга прекината седницата на Комисијата за избори и именувања, на која се расправаше за предлогот Љубомир Јовевски да стане уставен судија. Со денови пратениците на ВМРО ДПМН во Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на секој можен начин го блокираат изборот на нови уставни судии. Типично за ВМРО ДПМН, секогаш кога се носат одлуки кои што се важни за правниот систем во државата, тие обструираат, блокираат, прават тензии и се закануваат. Така беше и при изборот на државен јавен обвинител, така беше за Законот за јавно обвинителство, така е и сега, кога треба да се изберат уставни судии.
Повеќе од една недела во комисијата гледаме нервозно, вулгарно однесување на пратениците на ВМРО ДПМНЕ, кои што по секоја цена се обидуваат да го пролонгираат изборот на уставни судии. Ваквото неодговорно и несовесно однесување на пратениците на ВМРО ДПМНЕ нанесува штета на судскиот систем во државата. Користат двојни аршини при водење на седницата. Ако до некој период имавме можности, тоа јавно го кажавме дека редот во седницата беше добар, дека пријавените за збор го добиваа правото на збор, говореа и така натаму, за да веќе од средата почна да се применува некој начин, односно очигледен начин на промена на правилата кои што дотогаш ги применуваше председателката, па имавме случај кога говор на наша пратеничка кој што траеше вкупно 5 и повеќе часа беше поделен на 2 дена, значи се дозволи да се направи пауза и да се продолжи со говор. Исто така во текот на првата сесија од говорот, односно првите 3,5 часа имаше можност кога, односно има за тоа докази дека председателката даваше паузи, пристојни паузи од 15 или половина час паузи на нејзин збор, не на барање на нашата пратеничка група, значи овозможи паузи во тек на говор. Значи, кога тие ги практикуваат преседаните, тогаш е во ред, но кога со истите преседани ние сакаме да возвратиме, тогаш велат дека ние сме насилни, ние сакаме не знам што да изведеме. Во изминатово деноноќие во билтенот од СВР Тетово регистрирани 3 тешки сообраќајни несреќи. Полицијата интервенирала и во случај на физички пресметки. Следуваат деталите. На улица Илинденска во Тетово, вчера околу 12 часот и 10 минути, патничко моторно возило Volkswagen Polo со тетовски регистарски ознаки, управувано 22 годишен тетовец, удрило во 63 годишен пешак од Тетовско Камењане. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 14 часот и 10 минути 31 годишна жена од Тетовско село во СВР Тетово пријавила дека по претходна расправија на нивните деца во дворот од заедничката куќа физички била нападната од незината 44 годишна јатрва. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавено е дека 1 час пред тоа во близина на угостителски објект на улица Линденска во Тетово настанала физичка пресметка помеѓу 6 малолетници од Тетово и татовските села Силца, Желино, Голема Речица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 20 минути на улица Линденска во Тетово лишиле од слобода 2 лица од Тетовски Бродец и 1 лице од Тетово, кои меѓусебно физички се пресметувале и употребиле дрвени и метални предмети, а причина за пресметката биле семејни недоразбирања на тетовецот со неговата 26 годишна сопруга. Инволвираните во пресметката задржани се во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 19 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Леуново Никифорово патничко моторно возило Ауди со гостиварски регистарски ознаки, што го управувал 33 годишник од Гостиварско Врапчиште, излетало од коловозот. Во несреќата 34 годишниот сопатник од Гостивар се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Денеска во 7 часот и 25 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Гостивар Градец во Врапчиште патничко моторно возило Fiat Punto со гостиварски регистарски ознаки, управувано 41 годишник од Гостиварска Топлица, удрило во велосипед, што го правувал 64 годишник од Гостиварски Добридол. Во несреќата велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде што бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Од СВР Тетово информираат дека во изминативе 24 часа од Тетовската пајак служба вкупно биле подигнати 28 непрописно паркирани возила. Ваквите активности со несмален интензитет ќе продолжат и во наредниот период.
Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово. Овој месец значително ги застили активностите за воспоставување поголем ред и безбедност со паркирањето во градот. Само вчера биле санкционирани и од Тетовската ПАЕК служба вкупно биле подигнати 28 непрописно паркирани возила, или досега во септември 266 возила. Најголемиот број од санкционираните возила биле во централното градско подрачје, на улиците Илинденска, Маршал Тито, Јана, Јане Сандански и други. Претежно станува збор за возила оставени во така наречени двојни редови, во зона на крстосници, на тротоари, во зеленило или на други недозволени места. Ваквите активности со нисмален интензитет ќе продолжат и во наредниот период, со напомена дека на сите погрешно паркирани возачи им се изготвуваат и законски предвидените поднесоци, а глобите за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Целта е да се обезбеди непречено и безбедно движење на сите учесници во сообраќајот во градот и особено околу училиштата и другите јавни институции и установи. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.